Добар ден, добре дојдовте на денешната првомајска трибина. Прво би сакала да кажам дека овој 1 мај е различен од останатите од претходните години, затоа што овој 1 мај се случува токму пред предстојните парламентарни избори и ќе имаме можност да го видиме лажното лицемерно умилкување на политичарите кон синдикатите и кон работниците. Но во изминатата година работниците се уверија дека правата може да се постигнат и да се подобри работниот стандард само преку протести и штрајкови. Во овие услови работниците, односно сите работници сме разединети на еден куп основи, дали национални, етнички, верски, па и сексуални и така натаму, но тоа што е битно е дека сите ние имаме ист класен интерес. Битно е исто така да знаеме дека, односно да не заборавиме дека 1 мај е интернационален ден на трудот, односно тоа значи дека ние тука не сме сами, наши сојузници се милиони работници низ целиот свет. Денес за состојбата на работничката класа, за состојбата на синдикалното организирање, ќе зборуваме со Слободан Трендафилов, председател на Сојузот на синдикатите на Македонија, Томислав Гиевски, председател на Независниот синдикат за образование и наука, и Зоран Василевски, член на Социјалистичка Зора. Слободан, би почнале со тебе. Значи, кон крајот на месец јануари имавте пресконференција на која што изјавивте дека синдикалното организирање, односно ССМ, е под удар кој што не го добил од самото основање од 1946 година, и кажавте дека за тоа се виновни функционерите и корумпираните судии. Што значи тоа? Што вие направивте за тие да сакат да ве дисциплинираат? Што се случуваше изминатата година? Прво на почеток да ви се заблагодарам на поканата и на можноста да седам тука со вас, да продискутираме. Денеска заклучивме нешто дека вие прв пат сте дошле кај нас, ние прв пат сме дошле кај нас, и тоа сето во еден ден. И задоволство е да се биде тука со вас и да се дискутира за сите овие во една поопуштена атмосфера. Да, само заради тоа што го правевме изминативе 2 години, се соочи со најголемиот проблем од неговото постоење од 47 година до денеска. Државата прави обид да конфискува зградата Работнички дом, и покрај тоа што нема апсолутно никакви докази, нема инвестирано во објектот. Објектот е граден исклучиво од синдикална членарина. Патем и почетокот на изградбата и односно идејата за изградба на Работничкиот дом по документите кои ги најдовме сега, поради тоа што бевме и приморани, е во 1947 година со едно писмо со намери во кое се кажува дека се обезбедени 10% од средствата, тогашни 40 милиони динари, од вкупно 400 милиони динари потребни за да се изгради Работничкиот дом, и писмото завршува со девизата "Смрт за фашизмот, слобода за народ". Значи, синдикатите во Македонија во тој политички систем имале свој собствен дом. Во периодот од 90-тите до 2023 година имале свој собствен дом. За денеска со некаков обид да не дисциплинираат, морам да кажам дека се обидуваат да не дисциплинираат на таков начин, да стават чизма на вратот на работниците, како што многу пати сум кажал, да ги замолкнат синдикатите, да ги направат да слушаат, се обидуваат со конфискацијата на Работничкиот дом да не разединат и да не растурат како синдикално движење. Зошто го зборувам тоа? Не го зборувам од причина на тоа што има 8.500 метри квадратни објектот во центарот на Скопје, туку го зборувам поради тоа што од тој објект од 58, односно од 62 година, кога се вселиле синдикатите таму и кога бил завршен и изграден, па до денеска од таму почнале сите протести, сите штрајкови, биле донесени сите важни одлуки за работниците, за работничката борба, за класната борба, и веројатно како символ сакаат да го елиминираат за работниците, да ја изгубат својата волја за борба, односно работниците кои се дел од ССМ. ССМ брои 70.000 членови, 70.000 работници од различни гранки, обстоил од 47 година, со други зборови ССМ бил и државотворна организација, до 92 година бил дел од уставот, Сојузот на синдикатите на Македонија, и историјата која ја имаме и минатото кое го имаме ни дава за право да продолжиме борбата. Тоа што го прават, наместо да не обесхрабри,
не прави уште похрабри, уште погласни, не прави да се обединиме сите. На овој 1 мај, за волја на вистината, сите синдикати покажаа единство, покажаа слога, ќе го започнат протестот од исто место, од пред символот на работничкото движење и ќе завршат пред владата каде што ќе ги упатат сите пораки. И ние синдикатите во минатото ги научивме лекциите дека колку и да се делиме, колку и да се расправаме помеѓу нас, колку и да се напаѓаме, дека не дава тоа резултати, дека губат само работниците и за наша среќа од 2017 година навакај и ние, како и сите други, морам да кажам, како одново да учиме, како ССМ зборувам, разбравме дека не треба да бидеме противници на луѓето кои се борат за работничките права. Јас и денеска продискутирав со вас во 2018 година, кога ССМ повторно започна традицијата со организирање на протести на 1 мај. Јас го паметам моментот кога пред Министерството за правда вие ни дојдовте од противната насока со црвените знамиња и во тој период требаше да сватат сите кои се во синдикалното движење дека колку и да мислиме ние дека одиме во правилната насока, некој не оди во спротивен правец и тоа требаше да биде доволен знак дека нешто што правиме или што правеле колегите претходно, дека не било добро и дека не било доволно и дека требало нешто да се промени. Да, од историјата ние сме учели од нашите грешки, сме ги имале многу. За жал, суетите на поединци, на лидери на синдикатите, на председатели дури и на ССМ биле понекогаш и лукративни, само за себе и за никој друг, се грижеле само за себе да обезбедат, да не се борат, да не бидат гласни, сметајќи така дека ќе пливаат во политичката и синдикалната сцена, меѓутоа сите досега виделе дека тоа навистина кратко трае и обидот кој се обидуваат да го направат тројца од 5 суди во Врховниот суд, зборуваме за процес кој е започнат во 1992 година, процес во кој сите одлуки и на Уставниот суд, па дури и одлука на Врховниот суд и на сите пониски судови се во интерес на работниците, односно на тој што го изградил работничкиот дом или единствените синдикати во 48 година и 58 година, како што се нарекува Сојузот на синдикатите на Македонија. До денеска, за жал, овие тројца суди сметале дека ако го направат тоа на ССМ, како најголем и најброен синдикат, не дека ние сме нешто посебно, меѓутоа како најголем и најброен синдикат, потоа полесно ќе се справи со сите останати синдикати во Македонија. За жал, синдикалната густина во Македонија, како и секаде во Европа, па и пошироко, е навистина мала. Вкупната бројка некаде според податоците на Меѓународната организација на трудот е околу 120 до 130 илјади работници, од кои 70 илјади има само во Сојузот. Конфедерацијата на синдикални организации, Конфедерацијата на слободни синдикати, Унија на независни автономни синдикати и други грански синдикати кои функционираат независно од овие сојузи, федерации или конфедерации, имаат некоја бројка околу 60.000 сите заедно. Затоа велам, они сметаат дека со конфискацијата на работничкиот дом, дека ќе ги избркаат синдикатите од таму, дека таму веројатно ќе бидат сместени некакви државни институции или слично и дека на таков начин ќе не оневозможат да имаме место каде што ќе се собираме, каде што ќе ги носиме одлуките, каде што ќе се обединуваме, од каде што ќе почнуваме да протестираме и да штрajкуваме. И нашата борба сега во моментот продолжува. Првата пречка е премината, основниот граѓански суд дозволи предметот повторно да се врати пред Врховниот суд на повторно одлучување, Врховниот суд да одлучува повторно. Некаде на 20 мај ни истекува рокот за поднесување на тужба во Страсбург, за која се надеваме дека нема да има потреба да ја поднесеме, имајќи во предвид дека меѓународните пресуди значат срам и за државата, и за функционерите, и за судиите, и потоа и за нас како граѓани на Македонија, имајќи во предвид дека сите тргнавме по некој пат да влезе Македонија во Европската унија, а ако имаме и вакви препреки на тој пат ќе биде комплицирано. Да, а дали имавте меѓународна поддршка околу работнички дом, бидејќи најавивте дека ќе ги известите и синдикатите, нели, во другите земји? Да, ние ги информиравме сите братски синдикати од регионот и од Европската и Светската конфедерација на синдикати, каде што сме полноправни членки. Морам да кажам дека со ваков проблем не се соочуваат ниту едни колеги од поранешната Југославија. Значи во Босна и Херцеговина имавме војна која траеше долго време, меѓутоа синдикатите повторно си се во нивните куќи.
ниту пак во било која друга држава од поранешната Југославија се соочуваат со овој проблем, меѓутоа стравот кај нив денеска е дека тоа што се случува во Македонија многу лесно се пренесува во нивните држави, имајќи во предвид дека истиот устав, истиот статут на синдикатот, истите закони во тој период важеле и за нив како и за нас. И за волја на вистината, дури и преку колегите од Меѓународната организација на трудот, дознавме дека во ниту една посткомунистичка, социјалистичка држава од источниот блок се нема вакво нешто случено да објектите каде што функционираат синдикатите и работат синдикатите да некој ги одзима. Имавме сличен случај пред 2 години кога започна војната во Украина, се обидоа да ги одземат работничките домови, меѓутоа со намена за воени цели, а не и за демократски цели. И Европската, Светската конфедерација на синдикати упатија веднаш писма и до председателот на владата, председателот на државата, председателот на собрание, до председателот на Врховен суд, на судски совет, секаде каде што беше тоа потребно. На 3 септември доаѓа првата дама, со други зборови, во Европското синдикално движење, генералниот секретар на Европската конфедерација на синдикати, господјата Естер Линч, ќе биде наш гостин тука. Како што најавивме, ќе дојде со највисокото раководство на Европската конфедерација на синдикати да ни даде поддршка, заради тоа што борбата наша е и нивна борба, синдикалната солидарност секој пат дала резултати во минатото и не случајно оваа година слоганот на Европската конфедерација на синдикатите е дека без синдикати нема демократија. Ако сакаат да го уништат ССМ во моментот во Македонија, тоа е директен напад и на демократијата. Да, ние синдикатите ги користиме овие механизми кои ни се на располагање за да се одбраним. Ти благодарам. Томислав, синдикалната кошничка, последно мислам дека изнесува некаде околу 59.000 денари, а со изнајмен стан пак 74.000 денари за 4-члено семејство, 2 деца и 2 родители. Сега кој тоа го достигнува е дискутабилно. Сакав да те прашам како се справува вашето членство со ова, имајќи во предвид дека во сектор образование немаше усогласување на платата, сега со последното покачување, нели? Како ова состојба влијае врз вашите членови и воопшто како се справувате со истата? Прво би сакал да ви се заблагодарам за поканата. Чест ми е задоволство што повторно сум тука меѓу вас, иако и претходно сум го имал таа чест. Сериозен проблем настанува во секторот образование со тоа што оваа година вработените во секторот образование не добија усогласување на своите плати. Нашите плати се пресметуваат преку колективен договор кој што е потпишан од 2008 година. Значи, прво сме единствена сфера во јавниот сектор за која имам сознание дека нема обновено колективен договор повеќе од 15 години, мислам дека веќе 16 година фаќа. Значи, станува збор за кога една ситуација каде што лица кои што работат со високо образование, збориме ако имаат полн фонд, ако е све средено како што треба, и добиваат 7 или 8 милиони денари над минималното оно што е потребно за преживување. Тоа е сериозен проблем тоа е ја убива мотивацијата на луѓето да работат од проста причина затоа што ако се сведете во ситуација да работите, работа, ајде да кажеме, која што не смееме да си го подцениме на што сите вработени, што се просветни работници, наставници имаат високо образование, кои што се школувале, кои што се посветиле да дали во дале одреден временски период од животот за да учат, дали средства за да студираат, и на крајот на денот кој ќе ги добијат своите примања, добиваат плата која што ги задоволува основните потреби, најниското ниво, и остануваат само 7, 8 или 10.000 денари во случај ако им е решен стамбениот проблем. А ако не им е решен стамбениот проблем, тука на вистина не може да ги најдат остатокот од парите, затоа што двајца просветни работници, односно семејство во кој што двајца да се просветни работници ја добиваат просветната плата, не може да стигнат до онаа сума која што е во која што предвидува и кирија да се плати. И плюс имаме во предвид дека нели синдикалната кошничка ССМ нели ја изработува е земена со најниските вредности. Минимумот. Значи, кога станува збор за минимална синдикална кошничка и покрај тоа што многу од во јавноста ја критикуваат, значи минималната синдикална кошничка не е за тоа да отслика што е достоинствен живот, што е убав живот, туку што е на прагот, што е едно скалило над беда. Значи збориме што е една скалила над беда, да рече некој ја не сум во некоја минимално лошо состојба, туку ова е минимално за да осетам да се осеќам како човек.
станува збор за 59.000 денари, тоа се навистина огромни суми за кои што работникот треба да ги задоволи основните најниските потреби. Значи збориме да купува на акција, да оди на одмор во буквално на најниското ниво кај што може да се летува или зимува. Значи минималната кошничка никогаш не треба да биде репер за квалитетен живот, туку минималната кошничка е за некој да каже јас не живеам во сиромаштво или во беда. Тоа е поентата на минималната кошничка. А нормално ние како синдикат секогаш се залагаме за достоинствена плата и тогаш велиме ако ова е минималното ниво, достоинствената плата мора да биде над 50% од она што е минималното ниво или барем еден од вработените да може да го постигне тоа. Дали е возможно да се постигне? Возможно е, но проблемот е што луѓето не веруваат дека е возможно. Голем дел од работниците се уште веруваат дека нивното учество во протест не може да преземе ништо, нивното неучество е исто така рамно на дека поединецот нема сила да го реши проблемот и ние се уште живееме во една илузија каде што луѓето не се осознаваат реалната сила, работниците не се осознаваат реалната сила, секогаш лукративните или себичните причини, тактизирањето на работниците не доведува во оваа ситуација да секогаш секој си прави математика. Чекај, што е подобро за мене? Да излезам на протест, да ме видат, да учествувам во штрајк, да ме бележат или па да успеам да искористам некоја привилегија. Се дека не го промениме мајндсетот, кај нас ке се повторуваат овие негативни последици, токму ради преку овие средби, преку овие разговори, преку предлози, критики, сме поблиску до целта, односно да направиме македонските работници да размислуваат како работниците у Франција, у Холандија, затоа што и тие се луѓе и ние сме луѓе, само имаме проблем некој во начинот на размислување и во поведението. Да, добро, јас би рекла дека начинот на размислување зависи од околностите и самата, мислам, владеачка класа го креира на некој начин нашиот менталитет. Тоа да. Добро, Зоран, еве како член на Социјалистичка Зора и поддржуваат на социјалниот центар Дунја, значи низ минатата година и претходните години често ги поддржуваме работничките протести. Од терен заедно протестираме со работниците. Имаме полесен увид во проблемите на работниците, со што се соочуваат, па може нешто повеќе да ни кажеш во врска со тоа, со кои проблеми се соочува денес работникот? Јас исто да им се заблагодарам на нашите гости, синдикалци што не почестија со нивното присуство, затоа што и кога увидовме во последните 2 години дека патиштата со синдикатите ни се спојуваат се повеќе, а не ни се раздвојуваат, тоа си има и посебни причини на наша страна, но и посебни причини на страната на синдикатите. Значи, од една страна ние свативме дека не може да се ослониме 100% на парламентарната демократија, затоа што таму и судството си има пружено своја рака, и највисоката извршна власт си има пуштено своја рака, но дел од тука присутните и не беа членови на политичка партија, но сепак многу од поодамна, би рекол од некаде после 2008 година, беа првите кои што како прво одржа 2011 ми се чини првомајски протест. Баш ми е жал тука Александар Митров не го гледам, али тој беше така прв говорник. Можда сум грешка, можда сум бил јас прв пат на тој протест, можда имало и претходно, но еве како една историска ретроспектива да сватиме дека активисти за работнички права во поширок поим во Македонија има, можеме слободно да кажеме, од самото основање од самата независност, затоа што индивидуални работници на некој начин и во 90-тите сигурно го дигале гласот ако можда не биле организирани во здруженија и слично, но после 2008 година дефинитивно самите сме биле членови на организации кои што за прв пат се појавиле и кои што иако делувале во граѓанската сфера претежно и во сферата на реформизмот, на поднесување представки до уставен, предлагање некои законски промени, сепак на некој начин дадоа придонес за градење на класната свест на работниците. Треба да сме свесни дека она што сега добро го работат синдикатите, дека после неколку години ќе им се исплати.
Она што претходни раководства лошо го работеле, тоа си дошло во еден момент на наплата, но околностите се такви какви што сте, самите работници да сватат, како што спомна Джелан, дека во изминатата година можеме со сигурност да потврдиме дека единствено благодарение на синдикатите и на нивната активност се зголеми минималната плата. Некои ќе речат дека да, со тоа само се изравни инфлацијата, но немаме ние гаранција дека власта или стопанските комори ќе се сожалија во сработниците и ќе речеа самите сега веќе платата не ви вреди исто како пред неколку месеци, сега ќе ја зголемиме. Значи на тоа уво не може да се спие. Другите придобивки исто што ги извојува се исто така некој показател дека работниците сепак, ја ќе бидам поголем оптимист, од тоа мислам дека сепак работниците овој пат, можда то не е видливо во секторот образование, но ние може да видиме тука преку нашите дружби, особено дека младите се една генерација која што не пати од стравот кој што го имаа нашите генерации од губење работното место, туку се многу похрабри и не прифаќаат работа по секоја цена, се борат за подобри работнички права, така да и отварањето на синдикатите кон младите исто така еден чекор што треба понатамо да се поддржи. Се вратам на прашањето каква е состојбата со работничките права, значи ние од тоа што сме биле на неколку протести во изминатата година, нормално дека не може да го добиеме целиот впечаток на какви се работничките права во Македонија, дали се почитуваат и дали се работниците борбени. Морам да признам дека ако сакаме како социјалисти да имаме исправен став, мораме и да следиме што велат и податоците од Државниот завод за статистика, да ги толкуваме исправно. Исто така треба да следиме и какви се ставовите на непријателите на работниците. Јас, например, забележав дека сега пред избори ги канеа политичките партии во своите седишта представниците на Стопанската комора. Така да гледаме дека тој двоец ќе ја искористи секоја можност за да ги протне своите цели. Ништо чудно во преговорите за идна влада, нивното барање да тежи повеќе на вагата од работниците. Затоа мислам дека овој 1 мај исто битен, да се покаже единство и сила на синдикатите и на работниците. Ние со какви проблеми се соочуваат работниците, доаѓаме на различни начини. Значи, дел не препознаваат како активисти на Социјалистичка зора или повеќе на социјалниот центар Дуња. Дел од нас сме, например, правници. Свесни сме за постојање на закон за бесплатна правна помош, каде што, например, работници обезбедуваат право на адвокати да бидат понатаму застапувани на суд. Значи, на неколку работници сме им помогнале и во таа смисла, но повторно ќе се вратам на важноста на синдикатите во одредени случаи кога граѓаните има поголеми примања од минимална плата, за да имаат бесплатен адвокат, значи многу е ниска границата, го заштитија нивното право од работен однос само во оние случаи каде што има синдикат што ги штити нивните права, и не значи сите синдикати, туку само оние синдикати кои што одвојуваат средства за бесплатна правна помош на своето членство. Така да последниот позитивен случај беше со работник од Прилеп, комунално предпријатие од Прилеп, каде што не ги исполнуваше условите за бесплатна правна помош, но синдикатот Суткос со наша интервенција ги споивме, значи, работникот и синдикатот, и сега во средина на мај ќе се одржи прворочиште. Иначе ефектот што ќе го постигнеше работникот ако не контактираше нас, а ние синдикатот, ќе беше дека едноставно ќе се откажеше од тоа дека добил незаконит отказ, отказ од авион се гледаше дека е незаконит. Така да тоа е. Ти благодарам, Зоран. Слободан, значи, во првомајскиот проглас пишува дека ќе ги барате повторно трошоците за хранарина
и патните трошоци кои што беа укинати на некој начин со пресметката на бруто платата од 2008-2009 мислам дека таа година беше. И ќе барате минималната плата да изнесува 450 евра, како што изнесува нели во регионот таа била најминималната плата. Само интересира кој е односот, преска и Томислав спомна дека некои работници пример не веруваат дека нели можат да се изборат за своите права и сега кога ви ова го пишувате во проглас, како реагираат работниците? Веруваат дека тоа е остварливо, дека можат да се изборат или мислеа како друго некој утопистичко барање? Види, во принцип работниците не треба да му веруваат на никој. Треба да веруваат само на тоа колку плата взимаат на крајот на месецот и кој ќе отидат со картичката на банкомат, колку им се зголемила платата која примаат за работата која ја вложуваат, односно трудот кој го даваат на капиталот. Ќе почнеме од синдикалната кошничка која ја пресметуваме ние ја пресметуваме тоа од 2011 година. Пресметуваше и статистика во тој период минимална кошничка, па престана да ја пресметува заради тоа што не беше реална нивната. И од 2011 година оваа кошничка ни овозможи да се донесе и закон за минимална плата, со многу фалинки во тој период, 6.000 за една категорија на работници, 8.050 за друга категорија на работници и слично, меѓутоа беше стартна основа да можеме да направиме некакви чекори напред. Во регионот се донесени повеќе политички одлуки, каде што, например, во Црна Гора е 450 евра минималната плата. Нашите од тука заминуваат таму за некои 100 евра повеќе да работат, ако работат за минимална плата. Не зборуваме дека таму добиваат и храна, и сместување, и други додатоци за прековременна работа, се тоа што следи на работниците. Босна и Херцеговина, односно Република Српска, пред само неколку месеци утврди дека 500 евра ќе биде минималната плата во ентитетот Република Српска. Со други зборови, во Босна и Херцеговина во целина некаде околу 320 евра, меѓутоа и тие се обидуваат да го сменат за да не им се иселуваат работниците, поради тоа што кај нив Хрватска е премногу блиску. Србија веќе 430 евра е минималната плата, а да не зборуваме за Хрватска и за Словенија, таму најчесто каде што нашите се иселуваат. На летниот период во секторот угостителство и туризам ќе замине пола држава да работи во Хрватска за да заработи, или пак градежништво во Словенија и во Црна Гора и други занетчиски работи кои ги работат работниците се далеку побарани отколку тука и далеку поплатени отколку тука. Да не зборуваме ниту па лекарите дека се далеку, тука е 600, таму 1100 евра просечната плата, и кога ќе ја земете целокупната слика, имаме ветар во грб како работници, како синдикати да бараме за да добиеме. Но овие од власта или властодржците, како што ги нарекуваме и ние и вие, не броат, другари, да не се лажеме. Значи, они викаат кога ќе тргнете вие, да, меѓутоа колку ќе дојдете до пред влада и ќе видиме што треба да направиме. Пред 2 години се изблупираа двајца министри кои испаднаа надвор, поради тоа што видоа дека имаме прилично многу народ, испаднаа надвор, па креваа раци, поветуваа, па потоа пропадна се и ние им направивме генерален штрайк во јавниот сектор кој не е направен од 90-та година навака. Генералниот штрајк започна бурно, меѓутоа потоа ги користевме сите оние механизми и моменти кои сме ги научиле по тие синдикални школи, дека притисокот треба да биде насочен за одредени дејности во одреден временски период, дека ние генерално сме во штрајк, меѓутоа не толку видлив за граѓаните, меѓутоа нови кои ги водаа институциите им предизвикуваше проблеми. Имавме 2 барања. Едното барање беше регрес за годишен одмор и за јавниот сектор како во приватниот сектор, и второто барање беше да се подпише општиот колективен договор со усогласување на платите. За волја на вистината, за 1 година колку што временски период траеше штрајкот формално, ние го подпишавме општиот колективен договор, добивме и 10% изголемување на платите, добивме и регрес за годишен одмор од 10.000 денари. Изборуваме тоа е за јавниот сектор. Од друга страна, за приватниот сектор, каде што синдикалната густина е далеку помала отколку јавниот сектор, ние имаме како ССМ 22% во јавниот сектор членство, 24 уствари, извинете. Додека пак во приватниот сектор единствено ССМ има членови, во другите синдикати е далеку помал бројот, некаде околу 6,7%. На што се должи тоа? Дека се расцепкани во повеќе? Морам да речем дека е за нас, од наша гледна точка, неразбирливо тоа. Например, ако знаете дека таму каде што во приватниот сектор имаме синдикално организирање, регресот за годишен одмор е во 95% од случаите,
100% од просечната плата, дека платите, например, само оваа година во јануари се зголемија за 20 до 30%, зборувам таму кај што сме синдикално организирани, и тоа во многу голем процент, 90%, значи да, има некаде каде што не се случи тоа за жал, има некаде каде што и компаниите имаат проблем, меѓутоа не можеме да разбереме за сето тоа што го правиме ние и за целиот труд кој го вложуваме и ресурсите и енергијата, работниците да бидат на еден начин обезхрабрени да се придружат во синдикат. Денеска, за разлика од пред 10 на 15 години кога газдиве ни вика ако ти се работи, ако не ќе најдам друг за 8.000 денари, денеска за 22.000 денари веќе никој не ви доаѓа да ви работи. И луѓето имаат далеку поголем избор поради тоа што голем дел од работниците заминаа во странство, заради тоа што поборувачката на работната сила се зголеми во Македонија, заради тоа што еве и ние синдикатите и вие како активисти имате некаков придонес на подобрување на целокупната состојба, меѓутоа пак да се плашите, а синдикатот помогнал, еве конкретно ССМ, тоа што го спомна колегата, само минатата година на 10.000 работници бесплатна правна помош обезбеди. Да, ресурсите кои ги имаме ние ни дозволуваат да можеме да инвестираме во бесплатната правна помош за работниците, но например да сметате дека законски ви следува зголемувањето на минималната плата или па регресот за годишен одмор е за нас чудно, а од друга страна па и ние синдикатите сме, морам да кажем, јас сум многу самокритичен кога зборувам, виновни за многу од случувањата, па од друга страна да немате синдикална организација во вашето предпријатие во приватниот сектор ако станува збор и некој таму работник, зборуваме работник на работник му прави штета, му подпишува некаква спогодба за 100 денари и ако имате синдикат тоа да не ви се случува и вие да изберете да немате синдиката, некој колега, најчесто секретарката на директорот, братучето, жената или слично, да ви подпишува такви спогодби и вие да не се заштитите, макар и тројца од 100 луѓе да формирате синдикат за да не може да го направат тоа, е нешто што треба сите да размислуваме во кој правец и ние можеби тоа што го правиме е погрешно, меѓутоа се трудиме сите тие недостатоци кои сме ги направиле во минатото. Например, вие имате председател на ССМ пред 2017 година што бил на чело на ССМ кој потпишал таквата можност во општиот колективен договор, кој овозможил со негов подпис некој човек да земе 100 денари регрес за годишен одмор. Да, ние си ги знаеме, знаеме проблемите со кои се соочуваме, знаеме дека довербата тешко се враќа кога ќе ја изгубите еднаш и знаеме дека тоа што го правиме во моментот е се за да успееме да ја вратиме довербата. Се трудиме да бидеме поблиску до младите, имајќи во предвид дека тука најмногу сте помлади. Изработивме прва бесплатна мобилна апликација со само мои работнички права која можете да користите на вашиот мобилен телефон за да ни пријавувате анонимно, да пријавите за некој тука кој го гледате дека има прекршени работнички права или слично. И таа активност, например, еве чисто за информација да споделам со вас некои интерни податоци е дека во првата година кога ја ставивме во функција, за само 15 месеци ни овозможи 9% ни се зголеми синдикалното членство и од тие 9% некаде 70% ја бидат млади луѓе. Кампањите кои ги правевме, промоциите кои ги правевме, луѓе тоа препознаа, тоа беше на самиот крај на ковид пандемијата, свативме тогаш дека традиционалната бесплатна правна помош да доаѓаат во канцеларии, да не бараат по градовите, веќе едноминато време, дека телефонското јавување или дека праќањето на мејл исто така треба да се унапреди и тогаш ја креиравме оваа апликација и ни овозможи еве бројка од 9% ја не се зголеми синдикалната густина во ССМ. Не е многу, не е малку, меѓутоа е некаков исчекор напред. Платите секој пат растат толку колку што ние бараме и колку што сме гласни. Колку помалку сме гласни, толку помалку веројатно растат и платите. И сега да не звучи како демагогија, ама одредени сектори во јавниот сектор кои не се бореа, наспроти одредени сектори во јавниот сектор кои се бореа, не добија ич, а овие другите добија 3 пати зголемување на нивните плати до денеска. Еве, конкретно образование оваа година не добија ниту денар, заради тоа што другиот синдикат сметаше дека покомотна ситуација има, дека не треба да преговара, дека не треба да бара, дека 1 мај не е ден за протест, дека е ден за академија и слично, меѓутоа очигледно е дека на никој не му е дојдено до лапачка и до пијачка, туку има дојдено до
до поголема плата. Благодарам. Томислав, сега се вратиме малку на економско-социјалниот совет, каде што членуваат представник од синдикатите, представник на државата и представник на Стопанската комора. И мајки во предвид случувањата и состојбите какви се во државата, значи ние добиваме впечаток дека секогаш таму односот е 2:1, односно дека Стопанската комора и државата секогаш се договара во спротивен интерес на синдикатите, односно работниците. Па дали можеш нешто не кажеш околу тоа и кога се одлучувате, прво кога има некој проблем, прво средство е социјалниот диалог. Кога се одлучувате дека социјалниот диалог веќе е невозможен и преминувате на штрајк? Прво ќе сакам да доловам атмосферата на социјално-економскиот совет за на гостите. Значи тоа е трипартално тело во кое што учествуваат представници од владата, представници од работодавачите во приватниот сектор, тоа се стопанските комори и представници од синдикатите. Има представници од репрезентативниот синдикат Сојуз на синдикати на Македонија на државно ниво, има представници од втор по бројност синдикат Конфедерацијата на слободни синдикати, трет по бројност Конфедерацијата на синдикални организации на Македонија и некогаш учествува и Унијата на независни автономни синдикати. Збориме во делот на синдикатите, од страна на работодавачите присуствува представници од репрезентативната Стопанска комора и од нерепрезентативниот сојуз на работодавачи, тоа беше Бизнис Федерацијата, ако убаво памтам. Социјално-економскиот совет е советодавно тело. Значи, социјално-економскиот совет, во него се разгледува, се разговара, но многу ретко се носи некоја одлука која што има законска сила или, да кажеме, нешто што може да предизвика трајни последици или нешто што би било во форма на одлука слична на закон. Многу често имало дебати на социјално-економскиот совет, но многу често и имало и дезорганизираност од страна на самите министри што се таму. Значи, многу често сме се ставале во ситуација да министрите меѓу себе се расправаат затоа што не се иста бранова должина, пошто појма нема што се случува. Едниот од една партија, другиот од друга партија, се поделени по партии, поделени се по националност, не знаат, едниот вели дека е лево, другиот вели дека е десно, третиот вели направо е насоката, четвртиот вели, значи целосна некоординираност има во социјално-економскиот совет, збориме од страна на министрите. Од страна на синдикатите, ние можеби со другите синдикати сме си ги копале очите, например, ајде да кажеме со нашто ни е индиректно, не би рекол конкуренција, туку поголемиот синдикат станува збор за СОНГ. Ние сме имале моменти кога сме се расправале, кога сме имале несогласувања, ама кога станува збор за социјално-економски совет и безрезервно се поддржуваме, ќе излеземе од социјално-економскиот совет и нормално важат старите правила на несогласување во одредени сфери, затоа што идеолошки сме различни. Такво нешто нема од страна на министрите. Министрите многу често знаеле и да прекинат седницата, затоа што не можеле да се разберат меѓу себе, значи некој да гледа од страна, односно да сними, да извади камера, ќе му изгледа тоа како реално шоу во делот на начинот на кој што настапуваат министрите. Во однос на работодавачите можам да кажам дека многу пати имало ситуации каде што работодавачите со синдикатите се биле на иста бранова должина, но владата било таа која што велела во моментот, ќе го разгледаме ова, мене ми се допаѓа, не ми се допаѓа, на крај да остане така. Социјално-економскиот совет во најголема мера може да донесе и да биде ефикасен само кога е одреден синдикат има надвор работници, каде има притисок, каде има активен штрајк, затоа што се останато според моето гледиште е дека социјално-економскиот совет, осем да укажеме без никаква форма на притисок, многу се мали шансите дека одредени работи ќе се променат, зборам во делот на образование. Во другите сфери не сум налагал да правам анализи, затоа што јас сум имал можност на социјално-економските совети да укажам на многу незаконити работи, на огромен степен на партизација во секторот образование, на непочитување на колективните договори, па дури сум бил у ситуација да ми речат министрите да управо си, тоа е тоа. Значи, она што сум научил до сега, зборам во сферата јас кај што ја представувам, односно кај што представувам работници, тоа е во секторот образование, е дека се она што сме го постигнале, не сме постигнале многу, но сме го постигнале исклучиво со притисок, исклучиво со тужби, преставки или други форми, а многу малце работи се постигнати со разговор,
а уште помалку со разговор во социјално-економскиот совет. Што би надополнил на сето тоа, дека социјално-економскиот совет, според мене, ќе стане многу ефикасно тело кога многу помала сила ќе имаат политичките партии во делот на активисти, луѓе што трчаат за вработување, за лукративни цели, а ние како синдикати ќе имаме многу поголема моќ заради развојна идеолошка основа на работниците дека мораме да се бориме за општото добро, за сите тие работи, и кога ќе се изедначиме во некое поле, тогаш мислам дека социјално-економскиот совет ќе има поголема суштинска тежина, затоа што во Холандија работниците, во Франција работниците и тие такви социјално-економски совети функционираат затоа што представниците на работниците велат да, ние имаме доверба дека вие сте дојдени како влада на ова место за да ја водите државата, за да не крадете или плячкате, за да ја тераме работата како што треба, а од другата страна пак работодавачите или владата ги перцепира синдикатите и вели да, знаеме дека вие сте силни, знаеме дека можете да го прекинете работниот однос, се плашите од нас, се плашиме од вас, односно сме со слична сила и сме на слична бранова должина, сега и може да почнеме да разговараме. Значи, сметам дека во тој момент, барем кај нас во секторот образование, ќе има ефект социјалниот диалог и социјално-економскиот совет, а сега во секторот образование, социјално-економскиот совет не би можел да кажам дека е некој ефикасно тело, може би и да, ќе отидеме таму, ќе разговараме, ќе не фати камера, не сакам да им дам лажна надеж, поготово на членовите или на вработените во секторот образование, дека големи драстични работи се променуваат. А да, имало ситуации кај што други синдикати успеале преку разговор, ама тоа го направиле само затоа што нивната почетна позиција била многу со поголема стравопочит, знаеле дека што ќе се случи, знаеле дека тоа што го кажува дека и ќе го исполнат, и имало ситуации каде што одредено нешто било решено. И сега ќе можеш да ме потсетиш за второто прашање, затоа што премногу зборев за првото. Па не, ова беше за штрајкот, мислам кога се одлучувате, кога гледате дека во зид удира диалогот, значи социјалниот диалог и викате, значи доволно е ова, се креваме на штрајк. Што влијае? Па, покренувањето на штрајк е најсилна и сите велат последна алатка, за некој многу побрзо употребуваат, некој подоцна. Конкретно нашиот синдикат до сега не е организирал штрајк, ние не сме репрезентативен синдикат, започнаваме со мала бројка од 50 луѓе, стигнати сме на отприлика пола пат до репрезентативност, но рапидно расте бројката и ќе ја постигнеме таа бројка. Најголем дел од синдикатите ја впиваат енергијата на работниците. Значи штрајк се прави само кога има атмосфера од страна на работниците. Синдикалниот представник или синдикалните представници можат да влијаат, да ги мотивираат вработените со мотивацијски говори, со личен пример на саможртва, со добро примерно поведение, со лесна пристапност во стилот на средби, со станоци, секогаш да одговори на телефонот, значи можат да влијаат до одреден процент, но другиот процент е секогаш волјата на работниците. Ако кај во очите на работниците не свети оној жар за потреба за борба, тогаш синдикалните представници не можат да донесат таа одлука, затоа што синдикалните представници сами да штрикуваат не можат. Можат да држат пресови, можат да излегуваат на дебатни емисии, но штрајк се прави со луѓе. Штрајк се носи во две основи. Кога бараме да се подобрат работничките права во стилот на промена на колективните договори, што е многу поретка ситуација, а најчестата појава е кога имаме грубо погазување на работничките права и тогаш со цел за одбрана на истите, луѓето се организираат на штрајкови. Сега има поразлични форми на штрајкови. Има краткорочни штрајкови кои што се еднодневни, па ќе продолжат понатаму, предупредувачки. Има и долгорочни штрајкови, има и штрајкови кои неславно ќе завршат, како на пример кај нас во секторот образование, каде што ќе започнат со голема енергија, а ќе завршат без постигнување на целта и без раскажување на приказната зашто штрекувавме и поради која причина штрекувавме. За жал и штрековите од страна на одредени синдикални представници се користат за подобрување на нивните лични положби. Например, многу од синдикалци имало наназад низ годините, фала Богу, во последно време тоа е многу ретка појава, освен
кај нас образование тоа што се случи не се случило во некоја друга сфера во последните 5-6 години, но факт е дека одредена политичка моќ се стекнуваат кои ќе прекинат штрајк без да ги исполнат целите, затоа што штрајкот се крева заради подобрување на работничките права, тој завршува, не се добиваат работнички права, но нешто се добива. Ама тоа нешто не е во корист на работниците и ради тоа и нормално е да се намалува интересот кај одредена популација и затоа ние мораме да работиме пута 5, пута 10, 20, 30, 50 пати повеќе за да го надминеме тој стереотип дека работниците мора да бидат во синдикати или па да формираат нови синдикати. Најдобар пример за тоа кога е време за протест, ние што сме го очиле, тоа бидејќи ја многу често движам по состаноци, нормално тоа ми е функцијата како претседател на синдикатот да разговарам со колегите да ги видам, едноставно очите им се гледа. Кога ќе видиш дека очите им гори дека е време да се преземе нешто, дека многу лесно се носи одлуката, ама кога ќе биде состанок кога ќе им спомнеш некоја тема кај што сите ќе наведнат глава, ќе ве гледаат лево, десно, тогаш ја осеќаш дека нема енергија за ова прашање, дека чекаш одреден друг момент. Точно е дека многу често се на напад синдикалните представници во делот на зашто тогаш не постапивте вака, зашто не постапивте така, но многу е лесно. Например, мене ми е као претседател на синдикат кој што е меѓу побројните од државата, затоа што секторот образование е доста броен, мене ми е многу лесно кога ќе осетам дека има енергија за одредено поле, истото да го спроведеме. Затоа што многу е поедноставно. Потешкиот дел е да ги тераш луѓето да направат нешто за кое што они не сакаат. А многу е лесно луѓето тоа што сакаат да го убедат синдикалниот представник или синдикалните представници да донесат една одлука, така да тоа иде во една форма на синергија, многу лесно се осеќа кога е време дојдено, кога нормално има доверба луѓето, кога не се во синдикат заради, не знам, за да регистрираат кола, туку се идеолошки во синдикатот, тогаш многу лесно се доаѓа до тоа поле. Да, ти благодарам. Па имавме се еден успешен штрајк во Фондот за здравство. Нели пред Ние сега имавме неколку успешни штрајкови, меѓутоа штрајкот во принцип согласно македонското законодавство е многу комплицирана состојба. Во Македонија повеќето од нас чекаат некој друг да го реши проблемот, чекаат вие да им го решите проблемот, чекаат ние да им го решиме проблемот, чекаат владата да им го реши проблемот, се чекаат политичките партии да им го решат проблемот, меѓутоа после 8 мај нема да се случи ништо, туку ќе да е само 9 мај. Тие што немаат плата пак нема да имаат плата, на тие што име во најава дека ќе немаат плата, повторно ќе им биде најавата дека ќе немаат плата и нема ништо да се смени. Можеби ќе се смени на долги стази, меѓутоа ако не бидете решителни, ако не направите некаков сериозен чекор напред и мора да имате храброст на крајот на криштото. За економско-социјалниот совет веќе споделам со вас една информација. Кога успеавме да добиеме под 15.000 на 18.000 денари минимална плата и измени на законот тогаш, дента пред да го добиеме тоа, бевме на економско-социјалниот совет и еден од вице-премиер беше толку беше нервозен заради притисокот кој го правев, морам да кажам, сите синдикати го правеа притисокот, стана се излезе од салата. Тоа беше на 8 декември, и му викаме, абе министер, врати се, куќа твоја, ние треба да си отидеме од сопствена куќа да земеш да си излезеш и му текна, се врати, вие одете си вика од тука, нема што ја да си одам од салата. И му кажевме, причината за таквата реакција беше поради тоа што му кажевме дека доколку утре дента не добиеме согласност од економско-социјалниот совет за измени на законот за минимална плата, за да биде минималната плата 18.000 денари или 62% во тој период од просечната плата, дека ние нашите органи и тела ќе ги изнесеме пред Стопанска комора, дека таму ќе донесеме одлука за генерален штрајк во цела држава, дека ќе ја блокираме државата. Ние можеме да го направиме тоа заради тоа што во државата треба да блокирате неколку сектори. Ако имаат храброст вработените во здравството, ако имаат храброст вработените во полицијата, царинската управа да ви штрајкува еден ден и се останато може да им се приклучи нив и на таков начин да го блокирате системот, особено во приватниот сектор каде што се загрижени да им се извезува производот кој вие сте го произвеле како работници. Наредната ден отидовме, донесовме одлука пред Стопанска комора, оттаму отидовме на економско-социјалниот совет за волја на вистината, сите беа дури чудно срекни, организација на работодавачи прифати, владата прифати дека треба да биде 18.000 денари минималната плата. Не дека ние сме биле кузне колку силни, меѓутоа сакам да кажам дека чекорите кои сме ги правеле довеле до некаков резултат. Имало и неуспешни обеди, кога се штрајкувало, а не се добило ништо. И за жал, како што каже и Томислав, значи учиме од процесите кои ги водиме
што не треба да направиме, а што треба почесто да направиме. Еве, например, ние како ССМ, сега статистички информации, меѓутоа само во месец април имавме 6 протести. Почнавме за работнички дом, здравствените работници од незадоволство од непотпишувањето на анексот на колективниот договор со кој требаше да им се усогласи платата, синдикатот на култура, заради тоа што не им даваат 12% колку што порасна минималната плата, македонски шуми. Имаме утре најава повторно на фондот за здравство, дека ќе протестираат и имаат штрајк во најава поради тоа што одлуката која ја добија беше до 31 мај, после 31 мај не знаат што ќе биде со нивните плати, затоа велам дека ако сме обединети, дека потешко можат да не совладаат и да не скршат. Еве конкретно сега со новинариве кога дискутираме околу 1 мај, најчистите коментари на новинарите се дека тешко на таа влада со вакви синдикати, поради тоа што покажавме дека можеме да седнеме заедно ја и Маријан, да си подајаме рака, и Томислав, и сите останати, да бидеме, значи, работата несфатлива за нив, како можеме со луѓето од другите синдикати да седнеме на иста маса, да излеземе на заеднички протест, да организираме заеднички протест, поради тоа што беше несфатливо. Веројатно на некој ќе му биде несфатливо и после денешниот ден, дека седиме на иста маса, поради тоа што никој не очекува дека ние, и таква беше сликата генерирана од страна на синдикатите, морам да бидам искрен, дека не можеме да седнеме никој пат на иста маса и не можеме да направиме никаква активност заедно, меѓутоа ќе покажеме дека грешат и веројатно ќе продолжиме да го правиме тоа и во наредниот период. Да. Се Зоран, последно прашање за тебе. Досега зборувавме за почитувањето на правата што се досега извојувани и така натака, но дали во денешните услови се доволни тие? Еве, ние лани на ланскиот протест имавме платно на кое што пишуваше 30 часа работа. Земајќи го предвид, значи, технолошкиот развој и продуктивноста на трудот, која што е многократно повеќе зголемена од колку минатото, сметаме дека веќе 8-часовниот работен ден е предолг. Што имаш ти, Зоран, да кажеш на ова тема? Како да се избориме за поголема слобода на работниците, кратејќи го работното време? Не треба да се трошат зборови на тоа дека работното време колку е пократко, толку повеќе го зголемува слободното време што е неопходно за личниот развој на секој, што подразбира и градење на личниот развој на работниците. На сите нас ни требало време, некои од нас сме имале среќа за време на студирањето, да не мораме паралелно да работиме и да студираме, па некои работи за историјата на работничкото движење сме ги прочитале и не сме морале преку увид во сегашноста касно да ги сватиме некои работи, но гледаме дека во светот се повеќе се размислува на ова прашање. Кај нас точно е дека досега не беше дојдено на дневен ред и веројатно синдикатите може тоа да го потврдат, дека секогаш кога е борбата се зголеми платата, кога е борбата на време да се исплаќа платата, кога е борбата да се издействува некое право што било загубено, како К15 или слично, факт е дека намалување на работното време од 8 часа, што не е сменето, нели, над век, 138 години, на нашите работници се уште им изгледа како нешто недостижно и првиот аргумент е не сме ние Шведска, Данска, Финска, што е точно. Но, ајде да одговорам прво на првото прашање што не стигнав нешто. Значи, во работата со Државниот инспекторат за труд можам со сигурност да потврдам дека кога е во прашање прекувремена работа, но во многу малце ситуации ја утврдуваат, затоа што обврската на работодавците педантно да водат работно време, они има и посебен правилник за тоа, некако им излегува од радарот. Не дека во 100% случаите не утврдиле, но тука каска надзорот. И сега ако имаме предвид дека вие ако работите во некоја фирма и работодавецот ако ви вика малтене секој ден, што мене ми се случуваше кога бев млад,
ајде денес да ја завршиме ова работа уште пола сат. Ајде сега викендов да не дојдеме, имаме сега попис, ајде ова да го завршиме, ајде сега ова нарачка и слично. Со сигурност може да кажеме дека секаде каде што е 8 часа работното време утврдено, особено во приватниот сектор, или се работи полни 8 сата или некој половина час или час се работи повеќе. И тоа никој не го регистрира, се смета за нормално. Во насока на тоа дали во Македонија се созреани условите да се бара намалување на работното време преку законски измени. Ќе ви кажам уште еден податок од праксата. Значи, ако укуцате на Google работна група за законот за работни односи. Ова ништо не ви значи, ама нас правниците ни значи. Значи, за да се смени некој закон, така? За да се смени некој закон треба да се формира работна група, па треба да има дискусија некаква, често викат дека таа е најинклузивна, ги канат сите можни чинители и на крај минимум година дена ќе измени. Со законот за работни односи во 2018 се формира првата работна група, заглави работата и сега последна информација е дека може тоа на Google да го најдете, дека последен пат таа работна група се формира летото 2022 година. Не предадна година, последниот состанок. Така беше некако. Ако може само да те дополнам малку, да се насмеам на мојата мака, кога почна работната група, пошто ја од првиот ден сум член на таа работна фамозна група, ми се роди мојата керкичка на школа тргна, законот уште не е донесен. Толку во Македонија се движат брзо процесите и толку брзо се носат законите во интерес на работниците. Тоа е чудо. Така да во ова смисла дека како и ова барање за намалување на работното време, како и сите други барања, прва пречка е кога ќе стигне за гласање и за реализација. Затоа можда во овој дел за намалување на работното време прво треба ние како активисти, како социјалисти да ја имаме аргументацијата на највисоко ниво. Например, на аргументот дека тоа е можно само во високо развиените земји, да. Исто така факт е дека Велика Британија и САД по просек на работни часови стојат дури повеќе од Македонија. Затоа што просекот го формираат веројатно сите дејности каде што работа знаеме по Америка и дополнителна работа, некои 2 работи и слично. Така да не е тоа дека најразвијаните земји можат да го извојуваат. Друг момент што мене ми текна кога го постави ти прашањето за тоа што едно од барањата на 1 мај е да се врати она изгубено право за хранарина и за превоз до работното место. И тоа може да се сложиме дека и тоа барање може да изгледа премногу. Иако не е барање како за намалување на работното време, што никогаш не сме добиле такво право, туку е барање што е изгубено која година беше? 2009. Значи 2009. Мој предлог е, например, кога ќе се формира новата влада и вие си стоите како синдикати на барањето за хранарина, враќање и превоз. Ако во рамките мораме да признаеме дека една од методите наши е реформизмот и подобрување на законските услови и состојби, може да се изведе во смисла дека ако не давате хранарина, во тој случај намалете го работното време. Затоа што ако, например, работите од 9 до 17 часот, кога вие ќе ручате? Кога вие ќе си спремите ручек? Измајчи предвид дека ако ручаме во ресторан, тоа е невозможно. Така да, мислам дека сега отидов малце понапред, за да имаме време сите за дискусија. Мислам дека можеме да сме и како активисти, и како синдикалци креативни во оние барања што подразбират дека дури и самите работници нема да ги поддржат, дека се пред своето време. Може да се направи комбинација затоа што гледаме дека работниците се свесни дека можат да се подобрат нештата. За сега се свесни дека може да се подобрат нештата само во делот на зголемување на платата, но понатаму
состојбите се менуваат, нешто што порано имало потреба за 5 години да се смени свеста на луѓето, сега се менува за 6 до 1 година, затоа што се убрзани процесите. Јас не сум песимист дека за неколку години ова ќе биде и едно од барањата на мнозинството работници. Ама имаме друг проблем за работното време. Ние денеска сме единствената држава во Европа каде што имаме 12-часовен работен ден за стратешки проекти. За работа на коридорите 8 и 10Д си го шверцуваа законот за работни односи, додека преговаравме за нов закон за работни односи. Еднаш основниот системскиот закон за изградба на овие коридори успеавме да им го бутнеме на Уставен суд преку иницијатива, овој пат дури и Уставниот суд бетонираше работно време што го нема нигдека на друго место. Во последните 5 години такво работно време имало само за изградба на стадионите во Катар за светското првенство. И таму им работеа мигранти, изгинаа многу луѓе. И Македонија е втората држава, односно првата во Европската унија, а втората држава во поголемото опкружување, ако не и во светот, каде што со закон е утврдено дека 12-часовниот работен ден, 6 дена во неделата е уставна категорија. Уставниот суд дури кажа дека во образложението, ако ја земете нивната одлука, дека работниците сами си сакаат, сами си работат и не може никој да ги ограничи да работат 12 часа дневно, 6 дена во неделата, по 27 ден. Меѓутоа, да не се лажеме, ако ви ја плаќаат прековремената работа вас и денеска, вие и денеска, нели 8 часа можете да работите дополнителна работа во текот на неделата или 48 часа, а вака ќе работите 72 часа работна недела и нема никаква гаранција како ќе ви ја платат платата, поради тоа што министерот ќе утврди со некаков правилник и парите ќе одат некаде во странство. И тоа е нешто што го имаме само во Македонија, нешто на што треба да се позанимаваме сите ние што ја работиме оваа работа, ако сакаме да се случи некаква промена. Ние можеме да разговараме, еве сега имате во кампањата од една политичка партија скратување на работната недела, меѓутоа од друга страна во мандатот на истата политичка партија се доместила часовна работна недела, што е многу чудно, вака од работнички гледен аспект. Ние и така се мотивиравме лани, пошто беше актуелно прашање баш околу 1 мај беше ова со Бехтел Јенка. Да. Така се мотивиравме за тој транспарент дека вие претерувате и ние претеруваме, но сега гледаме дека има држави што се движат во таа насока. Дури само уште ова да кажам, пошто го видов како податок, во Франција 7-часовен работен ден е воведен од 93-та година нека. Така да не е нешто ова што што сакам, не е само реакција на тоа што се случи, туку еве, значи ако пред 138 години се бореле за 8 сати, од до сега, значи колку промени се има случајно, технологијата значи развиена, тогаш немало ни технологија, ништо, продуктивноста на трудот наша колку е зголемена. И сето тоа оди во профитите на капиталистите, значи. Сето тоа што ние плюс го работиме. Значи, ние можеме да работиме и помалку и така да обстојува светот. Ако се добри менаџери, нека го организираат работното време на 6 часа и се фалат и за тоа. 1886 година за 8 часовно работно време и ние 1 мај 2024 година. За 8. Так за 8. Значи, тоа е бедата во која се наоѓаме. Ајде сега. Јас само ќе надополнам, сакам гостите да ги запознам, пошто се спомна носењето на законот за работни односи. Ја имав можност да присуствувам на повеќе седници. Буквално имавме ситуација кај што сите страни ќе се договориме, ќе ставиме фуснота дека ова мора да се смени и веќе на наредната седница се она што сите сите што сме се договориле, сите три страни што сме се договориле, некоја четврта страна, некој надвор позади завесата, сосема различен текстил. Значи, за да ви колку е тоа безобразно, колку е тоа, значи, се покажува целата поента на преговори, на надмудрување, тоа исто како сега да снимиме емисијата и ти да седнеш да го надсинхронизираш, дека сосема нешто различно зборам за политика. Значи, тоа е толку безобразно што се има случувано и оттогаш јас сакам да дојде момент кога ќе можеме јавно на телевизија да го говориме ова, затоа што сега ако излезеш ќе речете ова е тоа партија, онаа партија, ама како расте довербата кај синдикатот, така ќе можеш директно денеска како направи ова, утре да можеш да ги жигосуваш, затоа што навистина е крајно безобразно и нечовечки, едноставно немање интерес кон подобрување на државата. Се ваквите потези.